Сашко и со Мак Петрол. Лоу, 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 лоу. Со Сашко и со Мак Петрол. Здраво, дами и господа, мали и големи, деца и родители, професори и ученици. Добре дојдовте во уште една епизода на LOL со Мак Петрол. Пред да започнеме, имаме едно прашање за сите вас. Доколку денес можете да направите избор помеѓу одење на работа или лежење дома, што ќе направите? Истото важи и за оние кои одат во училиште. Ако денес може да направите избор меѓу одење на училиште или на игралиште, што ќе изберете? Епа во денешната емисија со децата ќе зборуваме токму на овие теми. Ќе зборуваме за училиште и за градинка. Каде е поубаво, кога им се оди, кога не, ќе испееме по некоја песна и ќе научиме по некоја поговорка. Мене никој не ме праша, ама јас да си кажам. Кој избор и да го имав денес, секогаш ќе го изберев ова снимање LOL со децата, затоа што нема позабавно и поискрено искуство кое би можело да го замени тоа што јас го имам со нив тука. Сместете се удобно, земете грицки, попуштете го тонот и стартуваме. Значи, како беше? Кој оделение? Јас сум второ, она е во градинка. Ти си никоја оделение, така? Абе, јас сум уште во градинка. Ама сега не си ни едно оделение, така? Да. Значи никоја. Значи колеги сме, јас сум исто така никоја оделение. Ти еве си била и градинка у школа. Што е поубаво, градинка или школа? Во градинка. Во градинка е поубаво дека тамо нешто не носат на базени. А во школа не ги носат на базен? Не баш. Не ве носат на базен. И мене не ме носат на базен. Знаеш зашто? Зашто сум никоја оделение. Не ми дава да идам. Не знам да пливам. А ти знаеш да пливаш? Да. Како пливаш? Кој стил е тоа? Машки стил, вака? Така го викаат тоа? Да, машки. Јас само вака пливам. Јас вака пливам. Е, така бе, ти си дама, А ти вака ја пливаш? кутишки, како кутре. Најсериозно ти кажам. Одиш ти на училиште? Одам. Леле, мене ич не ми се оди. Знаеш јас кој оделение си? Колку? 19. Озбено ти кажам, да. Ти кој си? Второ. Второ? Да. И доста, јас мислам доста. Зошто ме мора секој ден да се оди на училиште, кажам? Не знам. Затоа што треба да се учи. А зошто треба да се учи? Па за да знаеш да работи во животот. Да Кои се знаеш. работи, еве ти си второ оделение, кои работи ги научиш што не ги знаеше претходно? Па собирање со без премин и со премин, со едноцифрен и двоцифрен број. И толку доста, јас мислам, така? Па треба уште, јас не знам сите, јас ги не знам сите работи, треба. Кои работи уште има од собирање, од земање со премин, така? Еве јас не знам со премин да сметам. Сериозно? Па јас не знам, па сега знам. Не, ама добро, еве јас 19 оделение уште не научив. Доста е. Па секоја сабајле да те будат. Од сабајле одиш на училиште? Сега сум втора смена. Која ти е поомилена? Прва или втора смена? Прва, затоа што цел ден сум после слободен. Ова ми се допаѓа. О, браво. Кој те буди од сабајле? Па мама или баба. И како те будат? Викаат, станувај, Дино, треба да одиш на училиште. Строво А ли? јас си спијам. Да? Да, Не ти се станува? не ми се станува. И што се убедуваш себе си и кажеш не? Заради што стануваш на пример? Не, па јас, ако сум втора смена, јас тогаш втора смена и јас тогаш станам рано, а тогаш не треба да станам рано. Ако сум прва смена, треба да станам рано, а јас не можам да станам. Па и јас така. Кога треба да станам рано, абе не ми се станува, така? Да. А кога не треба да станеш рано, ти се станува рано. Леле, катастрофа. И што прво правиш кога ќе станеш? Па си ги мијам зъбите. Секој ден? Па некогаш си ги мијам. Па после легнам во кревет, го пуштам телевизорот. Па потоа станам, доручкувам. И потоа си играм во дворот. Кога си играш во дворот? Пред школа?
Па дом, кога сум втора смена. А кога си прва? Кога си прва после школа. А после школа, забите кога ги миеш? Па пред школа, А зошто бе мора секој ден да се мијат заби? за да ти бидат чисти и здрави. И што има тоа врска? Мислиш има врска нешто тоа? Секој ден? Па секој ден треба. Не. И навечер и на сабајле. И навечер ги миеш? Да, Зошто па навечер? па затоа што треба да ти бидат чисти. Ама треба да ти бидат чисти за преку ден. Па и навечер. Кој ќе ти ги види бе навечер забите кога спиеш? Јас не знам, ги вие мајка ми кога легне до мене ги гледа. Стварно? Дали се ми смиели? Кај ти беше поубаво, во градинка или во школа? Во градинка беше можеме да спиеме. Во школа не можеш да дремнеш. Не смееш? Не, Имаш заспано на час? не. Па кога ти се спие во школа, што правиш? Треба да седам будна. Зошто мора да се оди на училиште? Треба да се оди? На училиште? Да. Да. Не. Зошто? Па да одиш на училиште, не разбирам. Зошто? За да научиме. И што пак ќе те научат на училиште? И тебе што те научија, например? Што да научиш? Све. Све научи ти? Да. И што ти е наинтересно? Што научи? Македонски. И што научи по македонски? Бе, не треба да се оди на училиште. Што запамти од македонски? Да читаме. Научи да читаш. Да. Па, например, да научиш да читаш и готово, треба да толку више, што повеќе од тоа. Треба повеќе нешто? Да. Што, да бидеш послушен? Не. Чекај, манце. Треба ли дете да биде послушно? Не. Да. Зошто треба да биде послушно? Треба. Не треба. Јас мислам не треба дете да е послушно. Зошто па мора? И што значи тоа детето да е послушно? Што значи тоа? Да слушаш. Ама јас слушам, еве ти ми збориш, јас те слушам. Послушен ли сум така? Да. Значи само треба да слушаш што ти збори мајка ти, така? Да. Знаем. Имам многу долг распуст. А долг распуст и после се измор? Сакав уште да биде распустат, Ама? 3 недели сам. Малце е тоа? Да. И што правеше ти на распустот? Па, учев, читав текстови, што не ги дадоа. Бев во хотел во Србија. И седев дома. Што правеше таму во хотел? Одев во базен На базен идеш. и во игротека. Знаеш да пливаш? Со шпагета. Со шпагета пливаш? Да. Јас со макарона. Што ти е најинтересно на училиште? Ликовна. Ликовно. Ликовно? И што си црташ ти на ликовно? Тоа што ќе ми каже наставничката. А по своје не си црташ ништо? И што ти кажа наставничката да нацрташ? Заборавав. Заборави? Одма заборави, така? Веднаш го заборави. Катастрофа. Се заборави, леле. А дома си играш со играчки? Со што? Со братчето. Со братчето? Братче имаше? Да. Колку години има тоа братче? 2. 2 години? И Да. што си играте со братчето од 2 години? Епа, Чекај, играчки имаш или тебе главна играчка ти е братче? главна играчка ми е братчето. Вака си го фрлаш. Да, го кривам, го вртам. Го вртиш и он што ти вика? Се плашам. Кој се плаши? Ти или он? Симон. Кај водите во градинка? Во Срничка. Во Срничка. И што правите таму градинка? Убаво. Убаво. Што ви е најинтересно? Па играчките. Кои? Мене, кога спијам у градинка. Тебе кога си спиеш ти е најинтересно, а? Кај ти е побаво да спиеш, дома или во градинка? У градинка. Зошто? Дека другарчиња има?
А? Да. А тебе што ти е наинтересно во градинка? Па играчки. А играчки, со што си играте во градинка? Со кукли. Она си игра со кукли, а јас со коли. А дома со што си играте? Со кукли, јас и со кино. И со што? И со кино. А Војдан си игра со коли. Со колички. И со трансформери. И трансформери. И браво. Дали некогаш си била исплашена? Што ти има исплашено? Да, Што ти? цело време се плашам кога имаме тестови. Ако имам една грешка, јас пукам од нервоза. Пукам. Лели, што правиш тогаш кога пукаш од нервоза? Па, Пробуваш да се исконтролираш. Да. Така, значи не сакаш да имаш ниту една грешка. не. И што правиш за да немаш ниту една грешка на тест, например? Па, знам многу работи, ама сепак сакам да бидам подобра од како што сум била претходниот пат и се трудам подобре да бидам и учам повеќе. Учиш повеќе, Да. така? А на тестот, кога ќе го решиш тестот, што правиш после? Се проверувам. Тоа е најбитно, значи да се исконтролираш, да го провериш тестот уште еднаш. Затоа што ти нештото го знаеш, ама може по пат си го пропуштил, така? Да. Браво, бе. Значи ти од тоа само се плашиш, да немаш грешка На тест. од друго нешто? Па од друго се... Јас знаеш што се плашам? Кокошка. Најсериозно. Зошто? Не знам, од мал сум се исплашил од некоја кокошка. И сега кога видам кокошка вака и не можам да гледам кокошка. Јас по такви работи, јас едноставно се плашам. Сега ни е темата по општество опасност. И евентуално тоа што се учев во општество, највише се плашам да нема касне некоја скитни, некоја Куче куче од улица или маче, бидејќи може да носат некои болести или глушец, како што се случи во паркот кај Ками Тием. Што се случи таму, не знам. Гризна дете, глушец гризна дете, јас например такво не сакам, бидејќи знам дека тие носат многу болести што не се добри. Од сабајле татко ме разбудува и мене уште ми се спие. Да, што ти вика? Ајде да станеме, треба школа да идеш. Да, и ти што му викаш? Уште 5 минути. И стварно 5 минути се 5 или малце повеќе. Не, одмама тој ме разбудува, не чекува 5 минути. И по пижами на училиште. Не, се облакаме. А зошто Се да не облака. може по пижами да се оди на училиште? Па, смешно е. Смешно. Зошто е смешно? Па ќе те видат по пижами, ќе ти се смеат. А тоа не е добро некој да ти се смее, да ти се подсмее. Па да, Тебе ти се случило некогаш? не. Не, никој не ти се смеел, така? А ти на некој? Ми се смеам, ама не сум одел во пижами. Добра, не мислам во пижами дојдеш, него вака некој за нешто, дали ти се смеел некогаш, да ти се подсмеел. Да. Зашто? Па еднаш кога облеков еден дуксер и сите ми вика дека беше малку смешен дуксер и ми викаат, ми се смеа. За дуксерот ти се смее. Да. Е убаво ли е така да се подсмеваш на некој? Па не знам, јас се осеќавам лошо. Ти како се чувствуваше тогаш? Лошо. Лошо, а? Тажен беше? Не. Не беше тажен, туку? Нервозен? Да. Нервозен. И што им кажа на нив на другарите што ти се Тоа подсмева? нешто им кажав на учителката и На така. учителката, тоа е многу битно да се каже на учителката. Така, не треба да се подсмеваме на други. Да. А ти што правиш нешто вон училиште? Одиш некаде, посетуваш некоја друга настава? Па посетувам латино танц и одбојка. И одбика, што ти е поубаво? Па не знам, не можам да се одлучам. Не можеш, а? Да. А друго нешто што би сакала да биднеш, уште нешто да пробаш? Имаш некоја желба? Па не, доволно ми е сега за сега. А од латино танците, кој ти е умилен танц? Кој ти е најдобар? Па најтежок ми е џајв, ама умилен ми е самба. А самбата, а? Да. Еј, браво. Кога некој ти прави лошо, ти треба да му вратиш со што? Со убави зборови. Ова ми се допаѓа, браво. А вака има една поговорка, вика, кој пее,
Што не мисли? Кој пее, тој Тој нема везе, не мора да ја погодиш, кажи што било. па не знам. Абе, вака вика. Кој нема во главата, има во... Е, Абе, не е важно, не е важно. Не, па не знам. Абе, добро, не е битно, ама аз си ја слушнал ова возрастите што ја потребуваат, вика, додека има овци, ќе има и... Волци. Може и така, да, па да, волкот од што ќе се добро, храни, па така е. А вика, добриот збор, железни врати, што? Отвора. Ова ми се допаѓа, браво. Оваа мора да ја знаеш. Брат за брат, сирење за... Не знам ти па. Добре, не е важно, не мора па се да знаеме, така. Да. Нали која песничка учите таму во градинка? Да. Хајде да чуем. Која? Па за Македонија навива за нас. Како ја одеше таа, како беше? Ајде, иначе со мене зборувај. Македонија Навива за нас, пеат милиони, како еден глас. Македонија сака победа, милион срца, елена молитва. Але, 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 але. Македонија, Македонија, Браво, бе! Македонија. Ваква песничка за пеење, вака си пеете во градинка, а? Епа, луѓе мои, тоа беше тоа за денеска. Се надевам дека уживавте во оваа искрена епизода богата со храбри одговори. Откривме дека на некој омилен предмет му е ликовно, а друг премногу се плаши од тестови. Некој сака да станува рано са бајле, друг сака да се поспие. Јас, како и секогаш, уживав и се надевам дека ќе се останам во ова оддаление со најдобрите професори, децата. Ви благодарам што бевте со нас, останете љубопитни, искрени и насмејани и се гледаме повторно во LOL со Мак Петрол. Чао! Со Сашко и со